Почитувани ученици, добар ден, јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. Добре дојдовте во мојата училница и се надам дека уште еднаш ќе помогнам да совладате нова наставна содржина. Па така, денеска ќе зборуваме за една интересна лекција од темата број 3, односно ќе зборуваме за лекцијата број 2 од темата број 3, а тоа е лекцијата Природбата и културата во Македонија. Една интересна лекција, еден интересен период од кој во голема мера значи создавањето на македонската интелигенција, или овој период е многу важен за создавање на македонската интелигенција. И пак, ќе повторам дека под интелигенција се подразбира група на учени луѓе кои што заедно се трудат да ги пласираат идеите за создавање на македонска држава, односно под интелигенција подразбираме освен една духовна состојба, подразбираме и група на учени луѓе. Тоа се подразбира под поимот интелигенција, чисто да расчистиме пред да одиме понатаму. Па така, прва работа што треба да ја објасниме, а тоа е каков ќе биде или какво ќе биде образованието во овој временски период. Веќе вие добро знаете дека образованието во овој период се одвива во црквите и во манастирите, односно образованието како таков модел ќе се одвива подолг временски период, а гледаме дека во овој временски период се уште таквото црковно образование ќе доминира, односно се уште келијините училишта ќе бидат тие кои што ќе бидат најбројни. Се сеќавате на келијините училишта, каде што децата сите заедно беа во една училница и учеа предмети со религиозна содржина. Што значи дека во овој временски период се уште се среќаваат такви училишта. Сега, во овој временски период започва да се развива општеството, па се појавува и македонскиот граѓански слој кој, како што во претходното видео кажавме, започнува да се занимава со трговија и со занаетчиство и затоа кај нив се појавува неопходна потреба тие да ги насочат своите деца да ги заменат, а за да ги заменат на децата им требаат знаење и вештини, затоа неопходно било тие да, освен предмети со црковна содржина, да учат и предмети во кои што ќе стекнат знаење и вештини, во кои ќе ги заменат нивните родители за трговијата и занаетчиството. Затоа се појавила неопходна потреба тие да ги пратат во световни училишта. Односно, во училишта каде што се изучуваат предмети со световна содржина, односно предмети од општествените и од природните науки. Па така, во тој временски период такви училишта ќе има отворено на грчки јазик, па затоа македонскиот граѓански слој ќе ги запише своите деца во училишта во кои наставата се одвивала на грчки јазик. Меѓутоа, тоа нема да ги задоволи нивните потреби. Тие ќе бараат училишта во кои наставата ќе се одвива на народен говор, па затоа ќе се појави неопходна потреба да бидат отворени такви училишта, па слободно можеме да кажеме дека такви училишта и ќе бидат отворени, односно училишта со народен говор. Такви училишта ќе има отворено во Скопје, во Неврокоп, во Велес, во Тетово, па и во Кукуш и во други градови во Македонија. Така, во овој временски период ќе се појави една интересна историска фигура кој ќе оди од град во град каде што ќе отвара световни училишта и каде што ќе воведува световни предмети. Таа историска фигура се вика Јордан Хаџи Константинов Џинот, еден значаен историски деец кој што ќе одигра голема улога во отварањето на училиштата на народен говор. Така, можеме да видиме дека и во Македонија ќе започнат да се отвараат училишта со световна содржина, односно световни училишта, односно училишта во кои нема да доминира
црковната содржина, туку напротив, ќе доминираат природните и општествените науки. Еве отприлика како изгледа Јордан Хаџи Константинов Джинот. Сега, во овој временски период се појавила неопходна потреба и од учебници на народен говор, па така ќе започна да се појавуваат и првите учебници на народен говор, односно во овој временски период ќе почнат да се појавуваат првите учебници кои што ќе бидат со црковна содржина, бидејќи разбирливо е, веќе кажавме дека се уште се присутни тие црковни училишта, затоа е логично и првите учебници да бидат се уште со црковна содржина, а штом се со црковна содржина, логично е да бидат и на старословенски јазик. Но во овие учебници ќе почнат да се вметнуваат и елементи на народен говор, па така постепено старословенскиот јазик ќе биде заменуван со народниот говор. Па така, најистакнати прерадбеници од овој временски период се Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчевски, кои ќе напишат неколку значајни дела, како што се Огледало, Утешенијам грешним и така натаму. Добро, еве го, познатиот деец Кирил Пејчиновиќ. Сега, треба да се истакне дека во овој временски период, тоа што го немам овде во презентацијата напишано, е тоа дека поттикнувањето за печатање на учебници ќе се случи од македонскиот граѓански слој од чорбаџиите, односно чорбаџиите ќе го финансираат печатењето на учебници и тие учебници ќе се печатат во градовите Будин, Белград и Цариград, бидејќи во Македонија се уште не постои печатница. Па така, првата печатница во Македонија ќе биде отворена во градот Солун во 1838 година од страна на деецот Теодосиј Синаицки. И така, за прв пат во историјата македонскиот народ ќе добие своја печатница, која за жал нема да доживее среќен крај, туку ќе се случи несреќа, каде што таа ќе изгори до темел. Во овој временски период ќе се појават и македонски интелектуалци кои што ќе напишат своји лични дела или пак ќе собираат народни умотворби. Па така, најистакнати дејци ќе бидат Кузма Шапкарев, Марко Цепенков, Димитрија и Константин, односно браќата Миладиновци и така натаму. Сите тие се значајни, браќата Миладиновци, знаете по нивната поезија. Меѓутоа, би сакал тука да го истакнам познатиот собирач на македонски народни умотворби, Марко Цепенков, кој што ќе ги собере македонските приказни, македонски легенди, приказната за Итар-Пејо и така натаму, што значи дека ќе создаде една колекција на умотворби која е од непроценливо значење за македонскиот народ и за македонската култура. Еве го Марко Цепенков отприлика како изгледал. Сега, да видиме каква ќе биде уметноста и архитектурата во овој временски период. Логично е да се градат цркви и манастири, па така цркви и манастири ќе се градат во сите градови, меѓутоа ќе се градат и други цивилни објекти, да кажам, ќе се градат куќи, згради и така натаму. Најпозната куќа од овој временски период е куќата на браќата Робевци, односно посебно тука се истакнува Димитрија Робев или Димитар Робев, едно од најбогатите семејства во Охрид. Денеска оваа куќа е музеј и е практично автентично е уредена како и во тој временски период. Секој кој што има можност, би било убаво да ја посети, па да види за што станува збор.
па така има голем број исто така на цркви и манастири изградено во овој временски период и на тој начин нели се збогатувала архитектурата. Што се однесува до уметноста, можеме да кажеме нели дека во овој временски период се уште доминира таа така наречената црковна уметност, каде што нели ќе се градат, односно се извинам, каде што ќе се сликаат фрески и икони, ќе се сликаат фрески над зидовите, на светци, исто така ќе се цртаат и икони, некаде се среќаваат и портрети на ктитори кои што помогнале во изградбата нели, на овие цркви и така во суштина тоа ќе биде уметноста која што ќе се случува во овој временски период. Сега треба да се напомене дека во овој временски период се појавува копаничарството, односно резбарството. Македонија имала навистина одлични резбари во овој временски период. Најпознатите резбари потекнуваат од Мијачките краеви. Да се потсетиме дека Мијачките краеви се всушност краевите по долината на реката Радиха, од нели Маврово, Девар и така натаму. Посебно нели се значајни мајсторите кои што потекнуваат од селото Галичник, кои што биле познати како одлични копаничари и кои што работеле низ целиот Балкан. Исто така, имало и во Источна Македонија копаничари или резбари, најпознати копаничари биле во селото Горно Броди, Серско, каде што нели се случувало да тие да кажам ја шират нивната дејност, меѓутоа освен во нивната околина, тие биле познати исто така и низ цела Македонија и низ целиот Балкан. Еве еден иконостас од црквата Свети Спас, кој што потекнува во овој временски период. Исто така познати се иконостасите и во Лесновскиот манастир, меѓутоа и иконостасот од Свети Јован Бигорски и отприлика тоа е тоа што треба ние да го знаеме за оваа лекција. Се надевам нели дека ви помогнав и дека нели ќе ја совладаме оваа наставна содржина. Со ново видео и со нова лекција се гледаме.